Во летниот период кожата трпи големи промени поради високите УВ зрачења, но исто така и косата дошта се оштетува кога се изложуваме на сонце и во текот на летниот период. Како да ја заштитиме косата во овие жишки летни денови од сонцето и од штетните сончеви зраци? Ова утро ќе разговараме со стилистот Бобан Тодоровски. Бобан, ќе ви посакам добро и убаво утро. Ви благодарам на одвоеното време. Летното време доаѓа, односно сончевите зраци и високиот УВ индекс уште повеќе прават да ни биде косата посува. Кои се вашите совети како да ја заштитиме косата во овие летни денови? Пред се благодарам на поканата и сакам да ги поздравам сите гледачи на емисијата. Значи, за да се заштити косата од сончеви зраци, мој совет е најдобро нели да се носи заштитна капа или било што шешир во летните периоди. Тоа е некако најсигурна варијанта, бидејќи знаеме дека нели имаме нешто на себе. Во други случаеви косата секако може да се заштити доколку нели малце ја собираме косата, ја ставиме во пунџа, користиме спреј за заштита на коса доколку се изложуваме притежно на сонце на плажа. Јас би дал еден мој совет кој што го практикувам со клиенти, а тоа е кога ќе заборават било каква заштита на плажа, да најдат било која третманска маска и само да ја остават на косата да седи на самата коса, самото сонце и таа топлина ќе ги отвора и кутикулите на влакното и маската ќе делува, ќе направи една бариера од самото сонце, а и всушност ќе направи во исто време нели заштита и нега на самото влакно. Така да би бил тој некој мој совет, доколку не се снајдат покрај тие сите заштита за коса и слично, да направат една своја заштита нели од домашна нега. Кога се препорачува подскратување нели на косата на оние врвчиња кои што и тоа како знаат да бидат многу суви во овој летен период, дали пред одењето на плажа или по враќањето од море и плажа? Па, мој совет е искрено да ги завршат сите тие оврски околу плажа и било што, после доаѓањето од одмор да си дојдат обавезно на фризер, да направат професионален третманче за хидратација, за сува и оштетена коса и после тоа веќе да ја ишишаат косата, значи обавезно да биде после сонцето, затоа што доколку идете на море, доколку идете на песок или било што, на сол, каде што само тој простор ќе ви направи нели надворешни влијанија да ја дооштетат косата, мојот совет е секогаш после одморот. Ако го станува збор за бојадисувањето, се препорачува ли пред да се изложиме така секојдневно на сонце да имаме бојадисана коса? Бојадисана коса како бојадисана можеби и е окей да го правиме, значи самиот тој тип на услуга не е оштитува толку косата, меѓутоа доколку се работи за нијансирање, односно шатирање на коса, каде што депигментаторот, односно бланшот има улога, самиот бланш може да направи дополнително сушење на влакното и да добиете и хемиско оштетување и плюс оштетување од надворешни влијанија, така да според мене не се препорачува пред идење на одмор да се осветлува косата. И кои се вашите совети до сите наши гледачи, кои се трендовите за фризури во ова лето 2026? Еден совет кој што секогаш го даваме, тоа е да пијат вода повеќе во летниот период. Доколку се работи за коса, би сакал да ја штитат косата, значи секако да не го гледаат тоа, ајде коса ќе помине, значи моце да го сватиме посериозно, обавезно редовно да се користат третмани за коса, да се направат и домашни третмани, доколку нели не може тоа да се направи на фризер или немате време, не сте во можност, не сте на локација. Да се ставаат обавезно третмани, да се користи обавезно капче, меѓутоа да се негува и внатрешно, значи да се хидрира, да се хидрира од внатре самото тело и со тоа ќе направи помош и за надворешно да изгледа се окей. Да, и сакајте се себе си и сакајте си својата кожа и коса и придонесувајте нели за нивна заштита. Верувам дека и со овие совети, трикови кои што им ги кажавте на гледачите, дека си дека имате поубава коса, поздрава коса во текот на овие летни жишки денови. Така, се надевам дека ќе ги слушнат советите, ќе ги практикуваат и понатака ќе слушнат нешто ново што ќе биде нели за зимата.